гледачи, моја денешен соговорник, добро познат на сите, Тоша Зафиров, бодибилдер, представник на Господин Олимпија. Заедно со вашата сопруга имате многу остварувања кога е бодибилдерството во прашање, затоа сведочите овие пехари, признања, благодарници, се што имате освоено. И може да зборуваме на една тема кога е вежбањето во прашање, но што да внимаваат сите оние кои вежбат или кои сакаат да започнат со вежбање, особено кога воспалението на мускулите во прашање, што доколку дојде до воспаление, како да постапиме, што да направиме, но и како да не дојде до воспаление на мускулите. Добро утро, Тоша. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи. Благодариме што дојдовте во нашиот дом, посебно до нашиот зид на гордост, како што знам да си го кажам, бидејќи ова е се она што сме го работеле изминатите 27 години. Па воспалението е процес кој што е неминовен да дојде, посебно кога се бавиме со некоја физичка активност. Посебно може да дојде воспаление поголемо кај почетници, оние кои што почнуваат да вежбат, а посебно ако прв пат влегуваат во теретана или со било како спорт почнуваат да се занимават. Бидејќи до воспаление на мускулите доаѓа до еден вид микроскопско кинење на мускулните влакна. И всушност кога се регенерира тоа кинење на мускулните влакна доаѓа и до обновување и до развивање, до поголема мускулна маса. Сега доколку не внимаваме и не го работиме тоа под надзор при влегување во теретана, сега збориме конкретно за фитнес центрите, и ако дадеме повеќе од себе отколку што треба, доаѓа до навистина до тоа воспаление, и тоа воспаление може да биде некогаш многу незгодно. Има воспаление во некоја поблага форма која што трае ден до два, има воспаление кое што навистина знае да биде многу лошо и трае некои 3 до 5 денови. И иако ние сме толку искусни во вежбањето, сепак и ние сме дел од тој процес и ние добиваме воспаление, посебно кога тренираме нози, бидејќи менјаме секоја недела различен тренинг и доаѓа до воспаление посебно на нозите. Некогаш икс случаи ми се случило и да добијам воспаление на кичмата, кој што е навистина многу незгодно, така што не можеш да станеш од кревет 3 до 5 дена. Затоа препорачувам до сите оние кои што се занимаваат со било каков спорт да внимават, да бидат предпазливи, да бидат стрпливи, полека да работат, 10 до 15 повторувања со помали тежини, да го привикнат телото на сето тоа, да не дојде до таков стрес на телото. Но сепак тоа благо воспаление е добро и треба да го почувствуваме и треба да го имаме, доколку сакаме да напредуваме ние во процесот кој што го правиме. Така да има разни методи како да го ублажиме тоа, има методи како и да го спречиме тоа. Значи добро е ако имаме навистина некоја огромна болка од тоа, добро е да се отиде некоја масажа, добро е да се направи ладен туш после теретана, добро е да се искомбинира ладен со топол туш, добро е да се спие повеќе од 8 часа за да може мускулните влакна да се регенерират. Така тие работи мораме да ги запазиме ние доколку сакаме да се вратиме во првобитната форма и да продолжиме со вежбање. Што доколку во моментот немаме надзор, сами на своја рака и да се одлучиме да вежбаме, дали ќе биде тоа во домашни услови или ќе биде надвор од теретана, примерно во градски парк или некаде каде што немаме што во моментот да направиме, доаѓа до воспаление, знаеме дека кога воспалението се јавува не може многу да се движиме. Што во тој момент да се направи, да се стави ладна облога или нешто, што треба да направиме во тој момент? Кога ќе се вратиме дома, добро е да се направи еден ладен туш, да ги регенерираме тие влакна. Добро е да се направи топол туш, бидејќи тогаш крвотокот го зголемуваме и повторно доаѓа до поправување на мускулните влакна, да се одмара и пак ќе кажам, ако е блага форма, тоа е добро. Тоа значи дека сме направиле некој добар процес во телото. Така да не е ништо страшно тоа, само добра храна. Има и многу суплементи кои што помагаат да не дојде до воспаление, како што е БЦА, глутамин, аминокиселини, тие се добри како превентивно да се земат, но ако е од пешачење или од некоја таква блага форма, значи тоа е добро што сме го направиле и од теретана пак ќе повторно, значи и да не е под надзор. Денеска имаме толку многу информации на интернет, толку многу достапни информации, доволно да се едуцираме и да работиме на себе. Како што знаеме, например, за нашата кола, све какво улје има, треба да се интересираме за нашето тело и лесно денес може да се научи. И пак ќе повторно, само не треба да брзаме, треба да бидеме стрпливи во секој кој да е процес, бидејќи секој процес е долг и треба време. А се што сакаме брзо може да има само контраефект. Споменавте накратко исхраната, за оние кои што вежбаат, а во меѓувреме огладнеле, што можат да каснат за време на вежбањето или пред вежбањето? Пред вежбање ни требаат сложени јаглени хидрати, оние кои што бавно се разлагаат во телото, за да имаме повеќе енергија
во текот на вежбањето. А за во текот на вежбањето, значи не препорачуваме исхрана и не се препорачува во ниеден спорт, освен некои аминокиселини, беца, глутамин кои што ги спомнав, веќе кога доаѓа до киење на влакната, тие него не регенерираат, обновуваат мускулното влакно. Тоа е добро да се конзумира. После тренинг добро е да се земе некој протеински шејк, може да се земе и тогаш нешто благо во форма на банана, суво оши, некоја гумена бомбона, но сепак тоа да биде во некоја мала количина или декстроза, нешто за побрзо да може да се абсорбира протеинот во мускулните влакна и баш за тоа кинење на мускулни влакна и тоа воспаление да го ублажиме сето тоа. Кои се најкритичните делови на телото кај што може да се јави тоа воспаление на мускулите? Споменавте нозата. Обично нозите ако влеземе во теретана, теретаната веќе вежбаме одредена мускулна партија. Ако вежбаме бицепси, ако дајме огромна концентрација на бицепс, може да добиеме само на бицепс. Може да добиеме само трицепс, само рамо, зависи која мускулна партија ја добиваме. А нозите најчесто добиваме веќе најчесто физичката активност не е поврзана со ноз, дали пешачење, дали трчање, дали било која кардио вежба, дали нозе кога вежбаме и нозите веќе се пола дел од телото, затоа и најмногу добиваме воспаление таму. Пред да влеземе во теретана, треба ли некое истегнување да направиме, да не биде одма веднаш нас прави да се качиме и да го оптовариме телото и самите мускули? Да, препорачува 10 до 15 минути да може да го истегнеме нашето тело пред тренинг и 10-15 минути после тренинг. Тоа е добро за да не дојде и до било какви други повреди на нашето тело, така што многу малку го практикува тоа, многу малку и ние го практикувавме, сега повеќе го практикуваме тоа, со тек на времето свативме дека тоа е неминовно и дел од нашиот процес и мораме да го правиме тоа, доколку сакаме да се го штитиме телото. Така препорачувам сите оние кои се занимаваат со било каков спорт, нека одваат 10 до 20 минути за истегнување. Така. Одлични совети за сите почетници, но и за оние кои што веќе се подготвуваат одат некаде на одмор, за тогаш најмногу сакаме да вежбаме и да го доведеме телото во добра форма. Сосема за крај тоа, бидејќи сте фамилија познати по бодибилдерството, и вие и сопругата, сега и ќерката се вклучува во овој спорт, се подготвувате ли за некој надпревар и кога ќе биде исто? Посебно гордост е што нашата ќерка за оваа година за прв пат излезе на надпревар и победи на светско надпреварување во нејзина категорија и што е дел од нас веќе навистина мислиме дека тоа е круната на се она што го направивме во овие 27 години што тргна по нашите стапки. Јас и Габриела се подготвуваме за Мистер Олимпија Аматер, 26 и 27 август одржува во Руманија, така веќе сме при крај со подготовките, овие се можам да кажам од тие најтешки денови веќе последните денови, но не ни прво ни се надевам ни последно такмичење, така да ќе го поминеме и ова и се надевам дека ќе се израдуваме и ние и цела Македонија да израдуваме повторно со некој поголем успех. Така, ние сме тука медиумите да ве поддржуваме, да им пренесуваме на нашите гледачи сите ваши резултати, а секогаш се враќате со одлични резултати. Затоа говори дилот на гордоста, кој што го кажете и на почетокот. Благодарам за советите, ви посакуваме успех. Убаво да си поминате, тоа е најважно. Негувајте го овој спорт бодибилдингот, исто и ќерката ќе остане како наследник. Еден ден и ние ќе интервјуираме, кога ќе се одличи и таа и се гледаме повторно во некој наредно интервју. Благодарам што навистина со години и години не поддржувате и сето она што го постигнуваме можеме да го споделиме со јавноста и можеме да дајме вака некои корисни совети. Исто така и тоа многу ни значи, благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе се вратиме, како што кажавме, со успех од Руманија. И да ја надополните полицата на гордоста.